Добар ден, почитувани граѓани, дозволете ми најпрво во свое лично име, во името на претеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Издружената опозиција, како и во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на сите вас да ви посакам среќна и успешна нова 2016 година, победничка година за Република Македонија, победничка година за слободата, за демократијата, за едината на нас и нашите деца. Како што е редот, господине Груевски, на крајот на секоја година се прави ретроспектива на изминатото, на сработеното, на кажаното. И се потрудивме да направиме ретроспектива на вас, на вашите изјави, со определена цел. На вашата антологиска пресконференција од 31. јануари изјавивте дека ова е јасно, од ова јасно е дека целта на операцијата била наменета за странска разузнавачка служба. А ние знаеме чија е таа служба. Пред неколку дена изјавивте дека сте кажале дека е странска служба затоа што господин Заев ви кажал дека е странска служба. Каде е вашето сознание за странската служба? На антологискиот ваш собир во спортскиот центар Борис Рајковски изјавивте: нема да има избори. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нека не се плаши. Значи има силен одговор од ВМРО-ДПМНЕ. А тоа е оваа трибина. На трибината завршивте. На истиот датум, барањето за преодна влада во Македонија е можно и остварливо, но без ВМРО-ДПМНЕ. Да ве подсетам ли, господине Груевски, дека во вашата влада имате двојца министри од Социјалдемократскиот сојуз и тројца заменици министри, односно дополнителни заменици министри. На Конгресот на ВМРО-ДПМНЕ одржан во Куманово на 2 мај 2015 година. Овие бомби, независно колку разговорите се монтирани, креирани, сечени и лепени, нагласи, сепак ни покажуваат одредени слабости во системот. И тука укажавте дека нема шанси да дојде до било каква одговорност затоа што сте монолитни. Да ве подсетам, господине Груевски, дека 10 дена после тоа тројца од вашите најблиски соработници во изминативе 10 години поднеса оставки. Учително и вашиот братучет Сашо Мијалков. На 16 мај, еден ден пред најголемиот историски собир на граѓаните на Република Македонија, на која што ви покажа каде е вашето место на политичката карта во Република Македонија, изјавивте: оставка немам намера да поднесам, ниту имам намера да прифатам преодна влада. Понатаму, господине Груевски, на 30 мај оваа година изјавивте: нашиот став беше и ќе биде дека влада може да состави само народот и граѓаните на Република Македонија и дека не може определени политички партии да прават математики, проценки или планови за создавање или влегување во влада без да ја добијат поддршката од граѓаните на изборите. На 17 август оваа година кажавте дека треба да има најмалку 20 пратеници од диаспората. Законското решение што го усвоивме во ова собрание, со ваша согласност, нормално, како резултат на договорите, е дека најверојатно ќе имаме само еден пратеник од диаспората во собранието на Република Македонија. На 15 септември, антологискиот 15 септември, изјавивте дека специјалниот јавен обвинител ја има сета поддршка за ефикасно и професионално работење. И тогаш мислевте дека лесно ќе ви поминат неколку приказки. Како почна да ви се стега свилениот гајтан околу вратот, не собравте храброст вие, меѓутоа пуштивте на партиска пресконференција да дадете изјава дека се сомневате во работата на специјалниот јавен обвинител. И така натаму, господине Груевски, и така натаму, до таа мера што стасавте да не убедувате дека вие сте биле тие кои што сте се залагале дека во Република Македонија мора да има предвремени парламентарни избори. Вие кои што децидно тврдевте дека нема да ги има. И од тука да ви кажам, ми беше чудно што е тоа што можам да прашам ваков човек. Што е тоа што може да ми одговори човек кој што нема минимум конзистентност во своите политики и во своите политички ставови. Затоа што, господине Груевски,
До сега немате собрано храброст да се појавите јавно, да дадете одговори на прашања кои што ги немате нарачано. Од македонското општество и од македонската држава создадовте општество и држава во која што нема дебата. 12 години сте председател на ВМРО ДПМН, немате собрано храброст еднаш да излезете на директен политички дуел со вашиот политички опонент. Како што е ред, како што е нормално, како што заслужува една демократска држава, за каква што се бориме да биде Република Македонија. Наместо да живеете во реалноста, господине Груевски, одбирате да создадете виртуелен свет. И во тој свет сите ви се криви. И странските служби, и домашните издајници, и СДСМ, и Соросоиди, и Петко, и Јанко, и Станко. Криви ви се затоа што ви ја соопштуваат вистината. Не сте виновни вие затоа што сте го правеле криминалот, виновен ви е Заев затоа што ви соопшти дека сте го правеле криминалот. И кога ќе го изанализираме вашиот свет, господине Груевски, под неговата пропагандистичка реалност, ќе видите дека позади нејзе има само едно големо ништо. Затоа што ако појде човек позади вас, како што се движите низ држава, ќе видите дека секаде каде што сте биле, само после 2 недели, се е останато исто. Ништо што сте ветиле не сте реализирале, ниту пак е остварено. Ги подценувате граѓаните на Република Македонија, го подценувате македонскиот народ, ја носите на душа иднината на Република Македонија, ја носите на душа иднината на 600.000 граѓани на Република Македонија што се иселија за време на вашето владење. Искрено се надевам дека нареднава година, после вашиот политички пораз, дел од тие луѓе барем ќе се вратат затоа што ова е нивна земја, ова е нивната тковина. Меѓутоа, господине Груевски, за волја на вистината во 2015 година и заработивте. Заработивте, мислев дека доците заради држање пресконференција обично сакате да се фалите со високи места. Заработивте делба на второто и третото место на најкорумпиран политичар во светот. И тоа е она што го заработивте. Затоа стварно не знам што да ве праша човек, господине Груевски, зашто немате храброст да одговорите за парцелите на Водно. Немате храброст да одговорите кој е газда на вашиот кум 3 месеци од кога ви имам прашано. Да знаеме кои се собственици на фирмата од Белизе што ви купи парцелите од Водно. Немате храброст, господине Груевски, да кажете дека Мерцедесот го имате купено за собствени потреби. Па лажевте дека го имате купено за странските дипломати. Последниот период. Зашто не излезете да кажете еве го Мерцедесот, тоа е. Немате храброст да излезете да одговорите нити за Космос, нити за состојбата во судството, нити за партизираните државни институции, за состојбата во здравството. Одбирате да ги менувате директорите место да го смените министерот. Господине Груевски, џабе е човек вас да ве прашува. Немате никаква храброст да одговорите на било кој од овие прашања. И вашиот најголем противник во 2016, господин Груевски, нема да биде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, нити Зоран Заев. Вашиот најголем противник ќе биде ВМРО ДПМН. Вашите блиски соработници. И, господине Груевски, немам за вас никакво прашање. Затоа што имате многу прашања кои што треба да ги одговорите на вашето семејство, на вашите блиски, на вашите соработници. Тие прашања ќе ги одговорите во некој ќош позади камери. Џабе човек вас било што да ве прашува.